Жарко, некаде на половина од базичните подготовки во Маврово, кои се првите импресии, како го минувате овој период, веројатно и се тешки нозете, меѓутоа велат дека оваа база која што ја поставувате во Маврово ќе биде база за цела сезона. Па да, секако супер тешки припреми. Почнавме жестоко од самиот старт, но знаете, ние сме шампионите на Македонија, кои заслужено ќе играат во Лига шампиони, ќе треба максимално да се спремиме, за да бидеме максимално подготвени за престојните предизвици. Голем дел од екипата која што освои титулата е тука, но има и 4-5 новајли, со оглед на тоа што се уште не сте во полн ритам на ракометни тренинзи, како изгледа новата структура на екипата? Па сите се добро дојдени, добро прифатени од самиот почеток. Како што кажавте и вие, на почетоков се базични, максимално се тренинзите за сила, за трчање, многу малце ракометни тренинзи, но по говорот на телото покажуваат сите дека се желни за докажување, желни да се покажат во најдобро светло во зелениот дрес. И мислам дека ќе биде една успешна сезона со многу забава и мислам дека на крајот ќе остане запаметена. Велат дека тие 18 години бреме на битолчани што ја очекува шампионската титула се веќе минато и дека сега ќе биде многу полесно кога практично треба да се одработи оно што сите го очекуваат. Се сложувате ли со тоа дека неголемиот дел од работата го завршивте со таа психолошка бариера и титулата во месец мај? Можам да се согласам и мислам дека голем дел од товара што се вика ни се спушти од грбот. Сега тоа ќе ни биде една мотивација плюс за војнина, максимално ќе бидеме ловени од сите во македонското првенство како прво. Тоа ќе ни представува еден предизвик плюс, каде што уште подобро треба и уште посериозно да го сватиме македонското првенство и плюс овие надпревари 16 во Лигата на шампионите, каде што тоа ќе биде еден спектакл, една представа за сите нас, каде што мора, како што кажав и ќе се повторувам повеќето, да уживаме пред се и што е можно поголем успех. Марио Маврово е стандардна база на Еврофон Перистер. Има ли некоја разлика од подготовките во претходните неколку години и подготовките оваа сезона со оглед на тоа што се менува тренерите, начинот на работа, но се уште сме во фаза во која што базичните подготовки се подготовки на сила и ова се први денови во кои што работите со топка и мислите на ракомет? Да, па прво да кажам, има разлика, овие се најтешките припреми, мислам. До сега што сум ги имал и јас и некои играчи тука сме подолго време во клубот. Другото, како што кажавте и сами, овие се базични подготовки, повеќе се работи на сила и на кондиција и на трчање, а помалку со топка. Ова ние мислам дека пети ден тука. Така да нормално е сега полека да се запознуваме меѓу нас играчите во игра, тоа е мислам најбитното, ракометниот дел и мислам дека добро ќе биде тоа се кога ќе почнеме да играме. Директорот Даниловски рече дека на екипата му треба засилување од квалитет, а не од квантитет, па поголем дел од играчите кои што пристигнаа се со искуство од Лигата на шампионите. Можеш ли да дадеш некој првичен впечаток што тие можат да донесат во ростерот? Па сите играчи што дојдоа во овој преводен рок ми се мене лично познати, сум ги гледал и во нивните репрезентации во клубови кои играле во Лига шампиони и Лига Европа. Можам да кажам само пофални зборови за нив и сега кога веќе ги запознав лично, големи професионалци тренираат 100% секој од нив на тренинг и мислам дека тоа ќе биде од голема помош за нас за да имаме една добра сезона во Европа. Зборува и за предизвикот кој сите го очекуваме, Лигата на шампионите. Клубот најавува дека ќе го положи организацијскиот тест. Што значат за вас противниците кои што веќе ги запознавме претходните неколку денови? Може да се направат повеќе дрим тимови од играчите кои што треба да гостуваат во Македонија, конкретно во Битола оваа сезона?
Па да, оваа сезона ќе биде најголем предизвик за 90% би рекол, па и 100% од играчите во Пелистер, бидејќи играме голем дел од нас прв пат сме играли Лига шампиони или не во овај формат со екипи што ова година во група ни се пример Келси и ПСЖ што игра Final Four претходната сезона, исто така и во домашното првенство не очекува да го одбраниме трофеот, некогаш се вика дека е потешко да го одбраниш него да го освоиш. Сите ќе сакаат да ни скинат скалп. Ништо тоа е најголем предизвик за сите нас во кариерата и навистина треба да ги искористиме овие 10 месеци долга сезона. И за нас лично како играчи, е потоа и за афирмација на клубот и на градот. Тука како што спомнам градот, се надевам дека ќе имаме можност да играме во Битола, дека нема да мора да шетаме низ Македонија, дека све тоа што е организацијски ќе го положи градот. Менат со оглед на тоа што се загарантирани 14 надпревари во Лигата на шампионите, се надеваме и нешто повеќе од тоа. Бројот на официјални надпревари оваа сезона сигурно ќе биде поголем од оној минатата. Тоа значи дека оваа база која што треба да ја поставите во јули и август треба да трае таму некаде до крајот на мај и почетокот на месец јуни. Како се подготвувате тука во Маврова? Точно така како што кажа, не очекува еден голем период, тежок период, полн со многу надпревари. Како што знаеме, се подготвуваме за Лига шампиони, но го имаме тука и домашното првенство и најверојатно сека лигата. Не очекуваат премногу надпревари, се спремаме под полна пареја, се работи многу на физички план и почнуваме ќе почнеме уште малку и за тактичкиот дел и се надевам на една добра представа во Лига шампионите. Зошто и да не да пробаме да изненадиме многу фаворити во Битола и натаму. Велат дека најголем противник на Еврофан Пелистер во Лигата на шампионите оваа сезона е самиот Еврофан Пелистер. Со оглед на тоа што споредбено по квалитет, индивидуално, по буџет, сите ривали ја имаат предноста. Меѓутоа тренерите велат никој не смее да биде поборбен, похрабар, помотивиран од Еврофан Пелистер. Се согласувате ли? Да, јас се согласувам со тоа, затоа што некојаш не мора да значи буџетот на екипата. Битно е колку посакуваш таа победа, треба да си секогаш подобар од противникот без разлика тие каков буџет имаат и тоа све останато. Јас не го гледам тоа и се сложувам со тоа што го кажале тренерите. Зборува и за домашниот шампионат, сите ќе бидат мотивирани да го урнат шампионот, почнувајќи од засилените екипи во овој преоден рок Алкалуит и видно изменетиот Вардар. Да, ова година не очекува вистинено интересно првенство, појачано првенство, како што знаеме Алкалуит го појача својот ростер, исто така и Вардар е во доста изменет млад состав, така да ќе имаме вистина една многу тешка задача, затоа што јас мислам дека и така кажуваат сите дека полесно е, потешко е да ја одбраниш таа титула отколку да ја освоиш и ќе имаме вистина една истинско тешка задача и целиме на тоа и одиме секако да одбраниме таа титула и да ги освоиме уште двата купа на стартот Суперкупот и Купот на Македонија. Благодарам, се надевам дека добро ќе се подготвите и многу успех во официјалните надпревари. Ви благодарам и на вас.